Абе кај све, па ме заборавте, колку не ви фалев од 1 до 10 и нема ми кажвате пригеј сум фалел, не ни приметивте дека имам одморче земено од овие видеа. Да ја кажам искрено, и јас не приметив. Пошто како реков ќе одморам од видеата, се зафатив со милион други работи, преми звони телефон од телевизија, бе ајде кај има видеа? Чекајте малце, му викам, ние маравме подолго овој период за да има смисла тоа една сезона, друга сезона. И што викате, што ми рекоа, кој те праша што правите вие, мора? Ти треба видеа да пушти. Ама викам, долани не беше така, нема везе. Кој те прашва како беше долани? Годинава е друга песна. Што мене лично не ме аресва, ама пак е речи. Кој ме праша? И така, еве сме, тука сме во овие жешки и тешки времиња, со надеж дека некогаш ќе ги исполниме очекувањата од другите. Зашо ќе правиме муавет ова епизода, појма нема, пошто искрено не ми ни беше во план, ама знаеш како? Кој те праша? Ќе си најдиме ние тема, стално се наоѓате. Само се пуштиме та старата шпица позната уба кај што сум млад, слаб, нека сврти еднаш па после. Можи? Ајде ва те пуште. Ке ве прашвав шо има ново, ама пошто нема како ми кажите освен пример коментара. Жиде ќе ви кажам јас шо има ново. Прво таму негде околу почетокот на одморот, Адам официјално беше крстен Адам. Пошто кумо ни од странство се јави рече идам тогаш и тогаш, прајте што ќе прајте да го крстиме ние, па после прајте си таму роден ден. И така би. Го крстивме Адамчето, скоро ичне поплака в црква, попо го бувна во вода, овој да си шлапа кефој, замера. Едино почна кем како ќе го облекваш, кога го сликваш, не. Уи фати рацете и одма почнува се бори, нема мрдање. А бога ми, многу посилен е сега, нек не 8 месеци наполни, ти што си мисли? Лази, се качва, се крева, уште да може рамнотежа да држи, да тргне да трча. И тек тогаш ќе видиме што е трчање. Па сега полека почнува да се претвора животот во не, немој там, не гибај, врат се назад. Ела, Адамче, ќе падниш, пази глата ќе ја тропни. И така натам. Што знаеш, пусти мерак бебиња да не видат маса столица, а не се пикнат негде. А кај нас масите столиците вакви се со некој железа испревртени, испикани. Пошто нели, зошто би купувале ние маса со 4 ногарки, ко можеме со 6000 да купиме. Железарија. Пошто нели му е гајле на тој што ја бира дека некој ќе треба да ја крева, да ја тегни низ соби, некој ќе треба под неа да врви, така на битно личната. И исто така баш тогаш кога го зедов одморот, почна и Илинденски ден. А јас како и секоја година, така и ова година, бев единствен видеограф што требаше да ги фати најубајте моменти и од нив да направи по некој кратко видео. Сам не многу така по некој 40 и некој да рече. Пошто машала малце 18 дена траеше фестивал, имаше милион настани. Ама не се до година повесе. Здравие Боже, може еден месец ќе се направи да си знаеме дека тој месец е Илинденски. Како и да е, пак според мене еден од најубајте фестивали во државата, ако не и најубав. Пошто покрај тоа што ние си го промовираме нашето, си го зачувуваме традиционалното, запознаваме еден тон традиции што идат од свет. Секоја година има од сите страни, има од Тајланд, од не знам каде, од Кина, онаму, до Јужна Америка, Венецуела, Порто Рико и така натаму. Значи буквално цел свет луѓе во битолата наша. За сите вие што не сте успеале да го доживеете фестивалот, можете да го побарате профилот и да ги отворите видеата што некој овде воопшто не се мачи да ги направи и да ги доживеете тие моменти низ мој објектив. А и не морате, мислам чисто информативно јас да ви кажам дека постои нештото негде, пошто стварно вреди да се види. И баш заради тоа што има толку многу култури од светот и нашите тука традиционални вредности и сите се собрани на куп, енергијата е за мерак, расположението е супер. Баш тоа е единствената причина зашто јас како единствен видеограф успевам да го снимам целиот фестивал со сите настани, за разлика од фотографи што секогаш има многу поќе, пошто самата енергија во тие моменти те носи. А дека е мачно, мачно е дури од таа страна. Рачунајте од Савајле се почнува, таму негде ручек време има една пауза во жешкото, нели, да не играт луѓето, пошто има некој од Грузија пример со носи онакви огромни волнени со капи едни огромни, тој на жешкото клаш да игра, ќе цркниве брат. Чи греота се луѓето, а греота е и видеографов вистина. И на фотографите му е тешко, ама ќе оди на едниот настан, па ќе дома ќе префрла слики на другиот, ќе дојде друг. Си направат вака, ќе си ја подат топката и си продолжи. Јас на кој да му подам топката бе брат. Порано баре жената идеше ме одменваше некојаш кој беше ептен жустро се жената е со детето. Јас кутрио ни жена ни дете имам видено 2 недели. На Савајле кој стане
станевме сите тројца и јас баци ги замини на работа, оттаму в студио, оттаму па вечерта на снимање, до едно време кој се вратев ќе ме пречекаше жената со вечера со ова сона, синко заспан веќе одамна и ти маваш туш јадиш и клапнувате толку. И после ќе ми речи некој одмор, за кој одмор бе пријател? До лани барем има време после фестивалот да одморам, малце арно, ама годинава изгледа немам такво време. Треба да проверам таму, не знам кај се проверам. Пошто очигледно овде кај нас ако не си земиш работите во свој раце, ништо не прежува. Ама бери ќат, баре ќе има кој да ви досадва вака. Исто така за време на снимањата на Линденски деној се сретнав со цела диаспора. Дошо стигна човек од диаспората. Еј, ти не си детето што снима? Што кажва за нас многу? Алал да тие те пратиме. Те гледаме Австралија, Америка, Шведска, Норвешка, си велиш сумо. Јас можам турнеја да правам морече. Езум правил турнеи со музиката, не ме бате. Ке влечкаш инструменти глупости. Не, сам така, качи се, кини се. Оди таму, излези му пред сите, потропај глупости малце си ој си. Ема по, ќе се малтретираш, ќе свириш, ќе пееш таму, душата ќе си ја вади. Ај седи шозбор. Ше ми уште поаго ќе ме сретнат вака некои повозрасни луѓе и си изненадват. Ти не си детето? Леле, шубај виде имаш, ај кажи нешто. Ти дремиш, ти глата, не знаеш кај ти е со камерата, трчаш гимбали, чуда, не знаеш што ќе почни, како ќе почни, што ќе се дешава. 2 недели ни жена ни дете имаш видено, не знаеш кај си едноставно. Ти ај кажи нешто одма, демек така е тоа, излегваш и кажуваш. Дек во секундата тука, во моментот кој ти речат ај се кажи ти одма а биеш шегата и готово. Јас те кажувам вицови море луѓе. Да сум некој вицој што кажувај како било, ќе ти кажам некој виц ќе се насмеем. Јас си кажувам, не знам ни јас што кажувам. Тоа што ќе ми дојде на момент, што викаем пријател, абе добри ти се видеата, некој се посмешни, некој понесмешни, море јас не се ни трудам. Сам како да ти објаснам, нели размислувам како ќе излезе или како ќе биде прифатен муабето. Јас сум тука да си го кажам тој јас што го мислам сега. Ако чини арно, ако не, кој те праша бе бат? Така, едноставно е. Не мора се да е смешно или да е паметно или да е убо, не мора. Нема потреба. Битно е да се дружим, да си правиме муабет на теми што никој не ги избора. Отворено си правиме муабет, че уште побит, да не заобиколваме, да не пазиме, да не видиме како сите станат. Да си бидиме искрени, отворени, да си го направиме муабет отворено. Тоа ми е битно ме. Дали ќе се смеи некој или нема се смеи. Тоа е сосем трета работа, скроз во позадина не е за џабе крстена емисијата. Кој те праша? И така, повеќе или помалку, тоа е тоа. Одморот го поминав работно, не бев ни свесен дека го помина. Здравие Боже, некој ден може да и ќе заслужам да одморам како човек, а може да и не може да знае. Битно ние од денес натаму ќе си се дружиме, па ќе си правиме муабет, ќе си свиркаме и си пееме и само за убода. Па кој ни мисли лошо, таму нека му. Ние сме овде зарно. Толку од мене за денес. Добре дојдовте сега веќе во 4-та сезона на Кој те праша, иако немаше некоја пауза посебна измеѓу сезоните, ама добра, ај да не се повторвам уште еднаш, нели да не бидам како што треба сватен. Уживајте и се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.